Здраво, дечиња! Како сте? Моето име е Снежана и јас работам во детската градинка Павлина Велјанова во Кочани. Денес сум овде со вас затоа што сакам да ви раскажам една многу интересна приказна. Дали сте подготвени да ја слушнете? Ако е така, може да почнеме. Предпазливата гасеница. Беше пролет во градината. Гасеницата Коди се изведе од јајцето и почна да ползи на еден голем зелен лист. Таа се насмевна среќно и рече: Леле, колку сум среќна што сум гасеница! И почна да го јаде својот вкусен зелен лист. Една бубамара долета кај гасеницата и рече: Ти си многу среќна. Кога ќе станеш пеперутка, ќе имаш крилја како мене. Но летањето изгледа многу заморно, рече Коди. Посакувам да можам да останам гасеница за секогаш. Не грижи се, рече бубамарата. Да имаш крилја е дар. Секогаш можеш да застанеш и да одмориш. Коди се насмевна, но не се чувствуваше сигурна. Може би еден ден, рече таа, и продолжи да си грицка од јадењето што си го носеше со неа. А бубамарата си одлета. Следниот ден една пчелка зуеше во близина на гасеницата. Бз, бз, ти си многу среќна, рече пчелата. Кога ќе станеш пеперутка, ќе пиеш нектар, исто како мене. Ама јас мислам дека нема да сакам нектар, рече Коди. И посакувам да можам да останам гасеница за секогаш. Не грижи се, рече пчелата. Пиењето нектар е одлично. Тоа е толку вкусно. Коди се насмевна, но не беше сигурна. Може би еден ден, рече таа, и си продолжи со јадењето. А пчелката, таа си одлета зуејки бз, бз, бз. Неколку дена подоцна, скакулецот, скокајки, и се приближи на гасеницата. И рече: Ти си многу среќна. Кога ќе станеш пеперутка, ќе имаш 6 нозе, како мене. Но мене ми се допаѓаат 16 нозе, рече Коди. И посакувам да можам да останам гасеница за секогаш. Не грижи се, рече скакулецот. Да имаш 6 нозе е одлично. Тоа е добро за слетување на земјата. Коди се насмевна, но се уште не беше сигурна. Може би еден ден, рече таа, и продолжи да си грицка од листот, а скакулецот, тој си одскока. Следниот ден Коди беше полна. Таа размислуваше за се што и кажаа нејзините пријатели и реши да биде храбра. Може би денес е денот кога треба да се сменам, рече таа и се претвори во ларва. Таа остана таква многу денови, се додека не беше конечно подготвена да ја напушти својата обвивка и да стане, па се разбира, пеперутка. А кога стана пеперутка, Коди
Ја истражуваше градината, чувствувајќи се среќна и горда на незините нови крилја. Ура! Ура! Да имаш крилја е одлично, рече таа, додека леташе покрај бубамарата. Па ова е многу вкусно, и рече таа на пчелата и продолжија да пијат од нектарот. Да имаш 6 нозе е одлично, рече Коди, кога слета до скакулецот. Вечерта Коди слета кај една гасеница, која јадеше вкусен зелен лист. Ти си многу среќна, рече Коди. Кога ќе завршиш со јадењето, ќе станеш пеперутка, како мене. Гасеницата се насмевна, но не изгледаше сигурна. Би сакала да можам да останам гасеница за секогаш, рече таа. Не грижи се, рече Коди. И јас обожавав да бидам гасеница, но верувај ми, да се биде пеперутка е одлично. Дечиња, приказната заврши, но ние нема овде да завршиме. Кажете ми, ви се допадна ли приказната? Ајде да се потсетиме за кого се зборуваше во приказната. Точно, во приказната се зборуваше за гасеницата Коди. А со кого се сретна Коди? Така е, ги сретна бубамарата, пчелката, скакулецот. Ајде да видиме што има на следната слика. Овде гледаме гасеница, пеперутка, скакулец, пчелка и бубамара. Тоа деца се инсекти. Ние денес се запознавме со инсектите и научивме по нешто за секој од нив. А исто така научивме и како настанува пеперутката. А сега сакам да играме една игра. Наликува на погодување на гатанки. Ако внимателно ме слушавте и следевте, ќе знаете да ги одгатнете гатанките. Треба да погодите што се крие зад секоја слика. Јас имам крилја. Јас сакам нектар. Јас имам линии по телото. И можам да те боцнам. Што сум јас, дечиња? Да, јас сум пчела. Ајде да се обидеме повторно. Јас имам 6 нозе. Можам да летам. Сакам да пијам нектар. И да знаете дека порано бев гасеница. Што сум сега јас? Така е, јас сум пеперутка. Ајде да видиме што има за следната слика. Јас можам да летам. Моите крилца се црвени. Испрскани се со црни точки. Крилцата ми го покриваат телото. Ќе погодите ли, дечиња, што сум јас? Така е, јас сум бубамара. Имаме уште гатанки. Мене можеш да ме видиш на гранчиња. Можам да бидам во различни бои. Од зелена до кафеава. Гасеницата се претвора во мене пред да стане пеперутка. А пеперутката, па таа се изведува од мене. Претпоставувате ли што сум јас? Така е. Јас сум ларва. Да се обидеме уште еднаш. Јас имам 6 нозе. Обично сум зелена боја. Личам малку и на штурче.
и сум одличен во скокањето. Знаете ли што сум јас, дечиња? Така е, јас сум скакулец. Браво, дечиња! Точно одговоривте на сите гатанки, а тоа е доказ дека внимателно сте слушале. Тоа беше се што ви подготвив. А сега имам една домашна задача и за вас. Сакам да изработите инсект по ваша желба. За изработка ќе ви биде потребно хартија во боја, лепило, ролна од тоалетна хартија, фломастери и, се разбира, добра волја. Ви благодарам на вниманието. Довидување до следно видување.